Ние, раководството, координаторите и представници на пратеничките групи во собрание, се сретнавме по четврт пат во форматот на диалогот Жан Моне за мир и демократија во Базош, Сургион, Франција, од 7 до 9 декември 2023 година. Заклучивме дека диалогот се потврди како витален инструмент за градење консензус во нашата работа во минатите 5 години, ни помогна да ги спроведеме неопходните реформи на деловникот на собранието, обезбедувајќи на тој начин силно и функционално собрание кое ќе ги исполни очекувањата и довербата на граѓаните. Го почнавме процесот на диалог во Охрид во мај 2018 година, како признание на Охридскиот рамковен договор од 2001 година, што представува символ на силната волја, зрелоста и визијата на раководството на Северна Македонија за надминување на огромните историски предизвици низ процес на инклузивен диалог со медијација. Жан Моне диалогот за мир и демократија е инструмент на парламентарната дипломатија, развиен од Европскиот парламент во областа на парламентарната медијација и диалог, беше природното продолжение на посветеноста за градење доверба преку инклузивен диалог. Првиот Жан Моне диалог 2018 резултираше со усвојување на етичкиот кодекс со огромно мнозинство на сите партии на пленарна седница на собранието. Следните два круга на диалог Жан Моне 2019-2020 се фокусираа на финансиската независност на институцијата и независност на службата на собранието. Следејќи ги обврските од третиот круг на диалог, ги ставивме нашите политички разлики на страна и работевме конструктивно на консолидирањето на нашата работа на деловникот. После обсежната работа на работната група за учество на диалогот Жан Моне во собранието за консолидирање на сите предлози на политичките групи, како и на експертите и службата, се постигна согласност за новиот деловник на собранието, кој конечно се усвои на 20 ноември 2023 година. Новиот деловник кој ќе се спроведува од наредниот парламентарен состав, ќе осигура собранието да биде централниот форум за здрава демократска дебата, работејќи во духот на диалогот и волјата за слушање и правење компромис за доброто на нашите граѓани. Новиот деловник ќе ни овозможи да се фокусираме на суштинските прашања и да не бидеме забавени поради процедуралните пречки кои ја предизвикуваа работата на собранието во минатото. Четвртиот Жан Моне диалог беше можност за нас да ги одбележиме овие достигнувања и преку размена на научени лекции од претходните проширувања на Европската Унија, да се фокусираме на трансформативната димензија на овој процес и улогата на собранието во него. Со четвртиот диалог ние го признаваме суштинско достигнување за измена и усвојување на деловникот на собранието. Ја препознаваме важноста на целиот процес на диалогот Жан Моне и одиграната улога од раководството на собранието во минатите 5 години. Се согласуваме дека ова не е вежба за штиклирање точни одговори, туку осигурување дека собранието ја има потребната поставеност да функционира и да испорачува резултати во интерес на граѓаните, особено во процесот на пристапување во Европска Унија. Ја препознаваме демонстрираната политичка зрелост на раководството на паратетничките групи и представниците на политичките партии во собранието. Го препознаваме консензусот на сите политички актери присутни на диалогот Жан Моне за членството во Европска Унија како стратешка цел за Северна Македонија. Се посветуваме да ја забрзаме работата во врска со оваа стратешка цел, надминувајќи ја политичката поделеност, без разлика кој ќе победи на изборите на 8 мај следната година. Ја препознаваме суштинската улога на собранието во процесот на пристапување во Европска Унија. Го сваќаме единствениот момент на проширување во актуелниот геополитички околности. Го повикуваме Европскиот парламент да размисли за давање статус на наблюдувач на пратениците на собранието во Европскиот парламент. Следејќи ги примерите на парламентите на Украина и Молдавија, силно препорачуваме отворање на канцеларии за врски на собранието во Европскиот парламент со цел зголемување на блиската соработка и размената на информации меѓу нашите две институции. Се согласуваме дека собранието и Европскиот парламент треба да продолжат да соработуваат во рамки на диалогот Жан Моне и во нивните следни парламентарни состави.
Поддржуваме тесна соработка на Собранието и Европскиот парламент во процесот на преговорите за проширување на Европска унија. Конечно, се согласивме да продолжиме со нашиот диалог за спроведувањето на агендата на Европска унија и институционални реформи, како и пошироки теми од заемен интерес за раководството, координаторите и представниците на парламентарните партии во следниот состав на Собранието. Благодарам. Ова се точките и следува по ова, значи, подпишувањето од сите нас кои што сме овде наведени како завршен свечен чин на ова работа. Благодарам на можноста уште еднаш на сите кои што бевме во оваа округла маса. Да пиеме кафе. Ставljam sve? Ajde.